Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Покрај секојдневниот арач, што го собираат по разни основи, деновиве над 2000 граѓани на Струмица добија решение за присилна наплата на радиодифузната такса за македонската радиотелевизија. Граѓаните се револтирани и со право реагираат. Најголем дел од решенијата се неосновани затоа што таксата била платена, а тие сега ќе мора да се малтретираат и да го докажуваат тоа пред шалтерите на Управата за јавни приходи. За жал, ова не е прв пат. Минатата година повеќе илјади граѓани се соочија со овој проблем. Извршители на врат, решенија за присилна наплата за такси и даноци, фирми пред банкрот, сиромашни граѓани. Ова е реалноста во Македонија. Дело лично на Никола Груевски и на власта во заминување. И додека Груевски и фамилијата уживаат во нивниот раскош и луксус, граѓаните се на работ на екзистенцијата. Присилната наплата на радиодифузната такса е уште една потврда дека пропагандата и медиумските хајки на Груевски се платени со парите на граѓаните. И додека над 180.000 граѓани живеат со по 40 денари на ден, а над 500.000 живеат на работ на сиромаштијата, за 3 години во само 3 телевизии, Сител, Канал 5 и Алфа, за ширење на владиниот популизам завршиле цели 13 милиони евра пари на граѓаните. СДСМ има решенија за излез од медиумскиот мрак. Ќе создадеме медиумски простор за непристрасно и објективно информирање на граѓаните, бидејќи само вистински информираните граѓани може слободно да донесат одлука за иднината на својата држава. Ќе укинеме радиодифузната такса, ќе ја претвориме МРТ од партиски билтен во професионален сервис на сите граѓани и во силен идентитетски столб на Република Македонија. Ви благодарам.